Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Денешното видео е инспирирано од едно прашање кое многу често го слушам кога луѓето решаваат да направат промена и во почетната фаза кога ќе почнат да менуваат нешто, а се уште се живи нивните отпори кон промената. А тоа е прашањето зошто јас да се менувам кога се наоколу останува исто? Зошто јас да се менувам кога другите остануваат исти? Тоа е еден нормален дел, нормален процес, нормална фаза во почетниот период кога решаваме да промениме нешто, да направиме нешто поинаку за себе, затоа што предолго сме биле во еден друг свет, со едни други ставови, уверувања. Имаме некои навики кои сме ги стекнувале со години и нормално е да се јавуваат одредени потешкоти и дел од тоа е и таа потреба кога ние ќе почнеме да се менуваме, се околу нас да се промени, сите околу нас да се променат, дори имаме и потреба да ги менуваме другите или да им покажеме, видете сега колку ми е мене добро, колку јас многу знам, што се јас правам, ајде сите да правиме заедно, но тоа нема да се случи, затоа што не сме сите ние во исто време подготвени за промени. Немаме исти интереси, не ни се допаѓаат исти работи, немаме исти верувања и не може да очекуваме луѓето да веруваат во тоа што ние веруваме. Секој избира во што ќе верува, како ќе се менува, ритамот на својата промена, колку тоа ќе трае, зависи додатно и од надворешни услови, влијанија, од неговите искуства, од културата на живење и така натаму. Како и секогаш, јас зборувам за нас и другите се само дел од нашите животи, имаат влијание, меѓутоа одговорноста за се што правиме во животот е наша. И за нашата промена сме одговорни само ние. Нашата промена не треба да ја одредува промената кај другите или промената во условите кои се случуваат надвор. Токму во тоа и поентата. Ние се менуваме тогаш кога ќе реагираме поинаку, кога ќе се чувствуваме поинаку во исти услови и со исти луѓе. Многу е лесно да се направи промена ако се променат условите, ако луѓето со кои сме да се разминеме, заминеме. Тогаш е се полесно. Меѓутоа, вистински ако се менуваме, ние во истите услови, со истите луѓе, ќе реагираме и ќе се чувствуваме поинаку. Се разбира дека до тоа треба да се дојде искуствено, дека тоа треба да стане ваша вистина, наша вистина, на оној кој што ја прави промената, на оној кој што верува во тоа. Уште еден од отпорите поврзан со ова е дали цел живот ќе треба да се менувам, да правам промена, дали тоа значи дека не сум добра, не сум најдобра. Не, ништо од тоа. Во секој период од животот, во секоја фаза, ние сме добри, најдобри, според капацитетите, умешностите, вештините, знаењата, способностите што ги имаме. Но можеме да бидеме секогаш подобри или да живееме поинаку, или да реагираме поинаку. Секогаш можеме нешто да менуваме, а тоа представува нашето растење. Тоа е нашиот раст и развој. Не можеме да останеме во место, се е подложно на промена, па така и ние. Ако очекуваме и другите да се менуваат заедно со нив, ние не се менуваме. Не можеме да имаме очекување од другите, не можеме да знаеме што им е нив потребно, со кое темпо треба да се движат, а и не можеме да очекуваме дека ако ние се промениме сега, се во околината, целата средина, колективот ќе се менува. Не, ќе се менува само нашето обкружување, ние ќе го менуваме. Ќе излеземе од некои ставови, со тоа ќе излеземе од некои групи, од некои заедници, доколку сме дел од тоа, ќе создадеме нови или ќе влеземе во некои нови. Ќе се менуваат луѓето кои ги среќаваме благодарение на нашите нови интереси, нови залагања. Оние кои што не се вредни и важни, оние кои што искрено се со нас и не сакаат и не разбираат, ќе останат покрај нас. Некои можеби ќе заминат. Од некои ние ќе заминеме,
To je i život, to je normalan razvojen životan proces. Samo što koga pravime promeni, to je svesen i može bi je malko ubrzan. Ne može da očekuvаме od другите да се менуваат. Не може да очекуваме нити да не поддржуваат, нити да не разберат. Би било убаво да е така, меѓутоа не е секогаш и тоа нема да го добиеме од сите, што значи треба да поработиме на нашите очекувања. Потоа фокусот, каде е нашиот фокус? На промената, на нас, на она што ние го правиме или на тоа како реагираат другите, дали не поддржуваат, дали одат заедно со нас. Ако ни е фокусот се уште на другите, се уште на она надвор, ние немаме многу време да работиме за себе или имаме уште многу работа на себе си. Треба да имаме очекување само од себе си, треба да се фокусираме на себе си, на своите реакции, на постапките, а другите одговараат за своите реакции и за своите постапки. Кога ние ќе се менуваме и другите ќе се менуваат. Ако ние го смениме односот кон себе, ако повеќе се вреднуваме, ако повеќе се грижиме за себе, луѓето тоа ќе го забележат. Ако им поставиме граници, луѓето едноставно ќе мора да ги почитуваат. Ако ние ги поместуваме постојано нашите граници, тоа зависи од нас. И кога ние ќе посветиме повеќе време на себе, кога повеќе ќе се грижиме за себе, кога повеќе ќе се слушаме себе, кога ќе поставиме здрави граници, кога ќе знаеме да кажеме не, кога првенствено ќе се посветиме на своите приоритети, кога нема да дозволуваме да биде како што било претходно, и другите ќе се менуваат во односот кон нас. И нас тоа ни е важно. Како што ние ќе се менуваме во односот кон другите и нашите реакции ќе бидат поинакви, многу нормално е дека и нивните реакции и нивниот однос ќе биде поинаков. Но ако тоа не се случува, тоа значи дека ние не сме сработиле нешто кај себе, дека ние се уште се однесуваме како и претходно, а се додека така се однесуваме, нема да се сменат работите и тоа е нормално. Тоа не значи дека не е нешто во ред со нас. Тоа значи дека можеби сакаме да одат побрзо од што нормално и природно би се одвивале работите. Можеби си вршиме преголем притисок. Можеби, како што кажав, сме фокусирани на другите, наместо на себе си. Луѓето кои работат на себе, кои прават промена, кои свесно учествуваат во тоа, не обрнуваат внимание на другите, не обрнуваат внимание на она околу, тоа не значи да се игнорира. Тоа значи да се биде свесен и за другите, и за се што се случува околу, и за влијанието на сето тоа. Меѓутоа, првенствено и фокусирано на себе, своите реакции, своите одговорности и се она што можеме да направиме за да промениме нешто кај себе, а потоа во односите со другите во околината. И секогаш ќе извршиме некакво влијание, и секогаш ќе направиме некаква промена, дури и кога тоа не го гледаме, дури и кога не сме свесни за тоа. Затоа што тоа е едноставно така, затоа што се што правиме има влијание врз некого или врз нешто, исто како другите тоа што го прават, што ни влијае нас. Можеби тоа не е секогаш огромно, видливо, драматично, не менува работи од корен, меѓутоа полека, трпеливо, чекор по чекор. Промената е процес, таа трае долго, таа трае цел живот. Таа е универзална, нема ништо поконстантно од промената. Таа е вечна, таа е развој, таа е животот. Животот е постојана промена. И ако ние мислиме дека другите и околу ништо не се менува, тогаш треба да поработиме малку на својата перцепција или на своите уверувања. Не може да не се менува. Можеби не се менува онака како што ние сакаме и очекуваме. А ако ние имаме очекувања и ние некако сакаме и мислиме дека е битно тоа нашето за другите, тогаш треба да поработиме и на тоа. Треба да поработиме и на нашата контрола, на препуштањето другите и светот да течат, да се развиваат онака како што нив им е адекватно, како што им одговара според сопствениот ритам.
se nadevam дека може би ќе извршам некакво влијание за некоја мала промена кај вас, доколку се разбира вие имате потреба од тоа, дека може би чувте нешто што веќе го знаете, меѓутоа се подсетивте, или некоја реченица ви создаде некој аха момент во главата. Ако не, тогаш барем се дружевме овие 10 минути и споделивме некои своји размислувања. Се разбира, вие може да ги споделите во коментари, во пораки, или да ги преработите во вас и може би на свој начин ќе најдете нешто што ќе ви служи. Имајте убав ден, работете на себе, на квалитетот на својот живот, учествујте активно во својата промена, затоа што таа и вака и така се случува, и бидете пример за другите, а не очекувајте тие да го следат вашиот ритам, затоа што ќе го следат само доколку им одговара и вие тука ништо не можете. Имајте убав ден, се гледаме во некое следно видео.